Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добро дојавте уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце вечер. Имам особена чест и задоволство да им посакам добро вечер на Ленин и Лауда, поточно на Ленин Јовановски и Владимир Заковски Лауда. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер. Живи и здрави се вративте. Често пати, Ленин, кога доаѓаш кај мене во емисија, обично говориме за некој патешествие со волците, Ноќните волци, Сдруженијето моторџеско. Но сега имавте еден поголем проект и пред известно време, ти ќе ми кажеш точно кој датум и што и како, бевте на легендарната култна светска рута 66 во Соединетите Американски држави. По тој повод вие снимивте и филм и наскоро ќе има премиера. Поводот за вашето гостување е тој филм, а сега приказната за Route 66. Ја не знам од кај да почнем, почнете вие. Како поминавте? Како се Одлично, едно убаво патешествие, едно убаво, да кажам, доживување, дружење, отварање на нови видици. Точно како што кажа, тоа е легендарна рута 66, американците ја викаат Historic Route 66 или Mother Road, мајка на сите патишта. И јас уште пред да заминам, кога од сите оние информации што ги имав претходно и од она што све се доживува на таа рута и како се доживува и од делот на моторџиите, си ја нареков нешто како еден аджилак моторџиски и мислам дека го заслужува и тоа име со оглед на тоа што се може да се помини, да се доживее таму, особено кога си со една прекрасна екипа, значи во која што навистина како што е и редот во моторџискиот свет, сите си бевме еднакви, без разлика на позициите кои што си ги имаме во нашето секојдневно живење. Значи, тамо бевме сите исто. Технички малце. Тоа е рутата која вози од Лос Анџелес до Њујорк, но не иде по онаа современата хајвеј. До Чикаго. До Чикаго, значи таа е старата рута, старата рута која иде по југот и по средниот запад, така? Го поврзува, значи, од крајниот запад до источна Америка, Чикаго. Иначе поминува, самата рута поминува повеќе држави, значи 8, тие се стандардни, значи, ете, веќе ја отвараш тамо, значи од Калифорнија, Аризона, Њу Мексико, Тексас, Оклахома, Канзас, Мисури и Илиноис. И тука завршува. Меѓутоа, ние што бевме уште неколку луѓе од рутата, поминавме уште дополнително, бевме и до Милвоки, посетивме уште некои држави, 3 држави ги поминавме дополнително, Невада, Висконси и Илиноис. Така да негде во тотал, да кажеме, поминавме околу 5000 километри. Интересно е тоа што самата рута, што кажа, значи, има делови каде што сега рутата ја преклопил новиот автопат, меѓутоа претежно возевме по на старата рута која што во целост е задржана и која што попатно ги има обележјата на она некогашно. Сега некаде некои градови веќе се тамо градчиња изумрени или села, како да кажам, кои што не постојат веќе или постојат со многу мал број на жители. Се вози и низ тој, нели, и пустински дел, има многу работи да се видат, ја што викам, да видиш и бедата и раскошот на Америка, значи особено овој делов што е Лос Анџелес, Калифорнија, па тие прекрасни зданија што се изградени, казината во Лас Вегас и така натаму. Значи многу работи, многу доживување, искуство и како големо искуство и како возач и како она што
го посакува еден моторџија да се доживува и да се стопи со она околина низ која што вози. Како изгледаше таа организација? Колку души бевте, колку чинеше патувањето, што се трошоците главни? Еве малце технички, вака логистиката околу цело ова. Сакаш ти, повели. Па, тоа е организација преку Eagle Rider. Они го имаат лицензното право. Така? За, мора, значи, тоа е преку туристичка агенција, компанија која ги води тие тури од LA до Чикаго или обратно, зависи кој како сака. И преку нив се рента мотор, преку нив се обезбедуваат смештаите во хотелите и има водич нивни, каде што тој водич буквално без него не може да има движење, затоа што моторите, рентањето на моторите, тоест танкање на гориво, го танкаат водичите. Пример, цела група се знае од прилика колку Харле Девидсонот издржува 300 км од прилика без гориво и тачно се знае од која пумпа од точка А до точка Б кај што треба да се вози и да се танка гориво. Тоа танкање гориво спаѓа у цената со тоа што одеднаш плаќа водич за сите. Колку души бевте? Па цела група бевме 12. 12. Не е тоа голема група. 12 величествени. 12 величествени, браво. Да. Браво. Тоа што мотори плюс два беа што ни беа во пратња, значи еден мотор што не водеше. Исто од агенцијата бе во од компанијата. Малку само да го дополнам Лауда, значи Eagle Rider се во делот на моторите, значи изнајмување све, додека комплетната организација International Route 66 стои за целиот проект, кај што ние уствари ги уплаќавме средствата и која што го организираше сето тоа заедно со Eagle Riders. Сакаш да ми кажеш, мислам, ова е најдобрата варијанта да ја поминеш оваа рута. Зошто да ангажираш? Сам не се иде или... Од искуството, кое што пред истражувачко, да кажам, значи нели мора да се истражи претходно што е како е, некои што се обиделе сами тоа да си го аранжираат да го направат, или поминале многу поскапо, или залутале. Не е едноставно да се вози по рутата, бидејќи таа тешко дека може да ти ја кажува навигацијата, секојаш ќе ти испраќа нели по брзиот, по добриот пат. И ако немате искусен возач, за да ве помине ни сите тие патчиња, за да доживеете потркалата, вистинската рута 66, навистина треба некој кој што ќе ве предводи. Сам, ја предпоставувам тука си и рестораните, тие историските места кои треба да ги бараш, он знае кај да тоа знае каде треба да се застане, секаде кај што застанувавме и бевме пречекани, бидејќи бевме најавени дека ќе дојдеме во многу интересни местенца, таму имаше и некои специјални, да кажам, представи, да ги кажам, за нас или прикази од таму, како што беше во едно вестерн кажи, баш ме интересира. Добро. Оутман, тука го видов, го прикажувавте претходно. Значи таму каде што ни се имавме во живо, значи една плячка на банка, како од вестерн филмовите, значи во живо направено за нас. Ви сценирана, двобој на самото место и беше интересно и со тие магарињата таму. Имаме еден случај на напад на кој се магарињата се зршкаа меѓу себе и напад на сите нас. Имаше и такви работи. Добро што не сте били во Австралија, ќе било поголем сеир со кенгури. Пори не беше вамо и така наивно. Магарета напад на магарицата. Што е со препон со, значи не знам колку. Тоа значи идевте, ви се прикажуваше Америка и во раните почетоци на дивиот запад како изгледала. Така. Ние бевме дури гости во на две племиња. Значи и кај староседелците бевте, они сега се нарекуваат First Nation, ако не се лажам, така? Па не знам, ние бевме индијанци сигурно не. Суни, мислам дека Суни, Суни племето, така се. Суни племето Суни. Они го носат тоа име, го викат бидејќи нели кога доаѓале европјаните да населуваат Америка, нив ги викале Суни као непријатели. Значи такво име, односно тоа се за нас овие познатите апачи.
Значи пачите? ние бевме гости во семејство. Во Значи, семејство, бевме дома. Во куќа, дома, кај што брат и тамо ни спремија и ручек, ни освирија една типично класична индијанска Леле, песна сежам. Да, беше Браво. многу интересно и во Акомас кај бевме горе, исто на 2000 метри надморска висина, каде што исто тамо се уште се задржани куќичките и резерват? начинот на Тоа е тоа се резерват. резервати. Како што живеат, значи во тие тамо нема телевизија, нема интернет, нема Off-grid. нема телефони, нема Ништо нема. мобилно, ништо не фаќа едноставно тамо. И сега добро. Тој дел малку пошто се посетува од туристи, самото местно население за туристите прави одредени фигурчиња кои што ги продава, па веројатно и дел од тоа преживуваат како такви. се Како тие ти паѓа. спомна нешто со некакви предпоставки или предрасуди во врска со нас? На што мислеше, не се доискажа тука? Предрасуди пред да се замине? Кога сте отишле на некои места, како што те разбрав, ако добро те разбрав, дека кај што сте биле најавени, имало некакви предрасуди. Дали тоа вие сте имале предрасуди? Не, изненадувања. Или они имале За нас предрасуди? за нас беа изненадувања бидејќи не очекувавме такво да кажеме гостопримство и дека луѓето што се тамо можат, пошто тие без да ни наплатат ништо, знаеа да не почастат. Значи, ќе извадат нешто за нас, бидејќи не знам како е име тоа организирано. Пошто се тие на таа рута, веројатно тоа е, го покажуваат гостопримството со кое што повторно привлекуваат туристи, бидејќи тие места, јас како што кажав, се скоро неизумирање. Мене, тоа го кажувам стално вака како една интересна случка, една постара жена, можеби имаше близко 80 години, сакаше да се фотографира со мене и ме прегрна и вика многу си убав. И тоа ми остана пешо бидејќи прв пат да ми каже некој дека сум убав. Ете доживеав и во Америка. Те знаеме. Сите по Facebook само жени викаат колку е убав Лени. И така да е Како интересно. еве гледање Америка, знаеш, ние живееме како зон политикон и секогаш сме со разни предрасуди заради начинот на живење, хейтање, сакаме едни, мразиме други и така натаму. Но кога ќе отидеш вака меѓу народот и кога ќе ги видиш, видовте таму и староседелци, видовте и обични американци, каков е впечатокот? Ти се изместували некогаш сликата, каков впечаток имаш сега за Америка, за народот? Лично, ако ме прашаш мене, не е така како што сум ја замислувал. Значи, бидејќи вообичаено Америка нели се глорифицира, значи стварно го има тој сјај што најчесто се прикажува и го гледаме на филмовите, меѓутоа таму има навистина и многу сиромашни места, многу површини кои што еве ќе видите што од снимките негде кај што навистина нема природа, значи тоа е песок, камења, луѓето поштенските сандачиња на пример им се на самиот пат, блиску до самиот пат, а тие негде во внатрешноста живеат прилично далеку. Не знам како се снабдуваат со вода, со струја, баш значи има некои подрачја кои што навистина се буквално пустелија и нормално она што е веќе во големите градови, кај што Америка, значи со Лас Вегас, градењето на тие во сред пустина, значи пркосот на природата и докажале дека можат и во такви услови да направат нешто што ќе биде фасцинатно и ќе го посетува цел свет. Така да затоа велам, јас ја завршувам целата приказка и друг пат кога сум кажувал, сега ќе ја кажам можеби само што почнавме на почетокот на разговорот. Сакам луѓето навистина да патуваат, пошто сега имаме многу пристап и гледаме многу некои подостапни ни се луѓево да ги видиме кои им се размислувањата со социјалните мрежи. Па кажуваат ова не чини, ова е вака, ние сме вакви, ние сме онакви, види ова како е, види она како е. Веројатно најчесто доаѓа од луѓе кои што не прошетале. Значи јас сум имал среќа во животот доста да поминам, значи скоро сите континенти, Европа целосно, ете Америка. Јас компетентно ќе кажам дека луѓе шетајте, одете, видете малку како е тоа и надвор, за да знаете колку треба да си ја сакате Македонија. Значи Македонија мислам дека не постои по-добро место за живење од Македонија. Нас тука ни се веројатно некои други проблеми, имаме проблеми од друг карактер, меѓутоа поубава земја
како инфраструктура, како природа, како потенцијал, како, да кажам, менталитет, според моje лично мислење, еве нека си дозволам и нека грешам, од сето искуство што го имам, јас ако ме прашате, секогаш повторно би одбрал тука да живеам, а би патувал секаде. Патувам за да се вратам повторно. Господин режисер, се согласувате ли со него, а после ќе им објаснам зошто ве нарекувам режисер? Да, потполно се согласувам. Значи, Америка не ја гледаме од тука, стално најсветлите точки не ги прикажуваат, додека не отидеш на лице место и да видиш што е како е. Населените места се перфектни, значи, и многу се практични луѓето и целиот систем е многу практичен. Никој не се замара со никој, се гледа се својата работа да се заврши. Се е споведено на практично наједноставно ниво на комуникација, на движење, на работа. Секој секого почитува, нема тоа балканска шема, види го овој, види го оној. Тоа е она што нам ни фали. Тоа ни фали најверојатно. Функционира системот. Перфектно. Тоа што нам ни фали. Тоа е дефинитивно. Тоа што, например, измеѓу големите градови има доста, тоа е километража голема за наши европски појмови, возиш 1000 километра, пустиња, уште 1000, пак пустиња. Али, за тоа, па така, и има некои мерки таму што ни кажуваат. Чекам за Австралија, кога ќе отидете, да видам како ќе ви биде. Како што, мислам, како да ви обяснам, има некои мерки, не знам, имам, не знам, ранч, и ранчов има 1000 хектара. Сам такви површини у Европа многу се ретки кога што можеш такво нешто да најдеш. И такви, тоа е едноставно тие 1000 хектара се дали има 3 дрва у тие 1000 хектара. Например, у тој дел ние кај што патуевме. А патот, сакам да го надополнам Ленин, оној стариот дел кај што е Route 66, тоа е фактички стариот пат. Сега со нова варијанта, значи со изградба на аутопат, тој стариот пат е регионален пат, најобичен пат. Така. Они изградија секако и автопат. Сега тој автопат што е новиот, добро. Тој е под име Route 40, 40. И се испреплетуваат. Тоест овој новиот пат оди право и ако возите и вие по тој пат нема ништо да видите од таа Route 66. Е така. Така затоа мора да не спомнам за вкусување. Не, немаш како. Значи аутопут е само бензинска помпа и цепаш. А овие водичиве тачно ги знаат излезите кај што треба да искочиш од аутопут. И тоа не е блиску, тука е, него треба 200-300 км на лево, на десно и пак да се вратиш. Што по рутата е веќе многу... По рутата, по старата рута, Route 66 е тоа што треба да се види и тие значени места. Ај вака сега да ве прашам, какви беа условите за сместување? Сепак Route 66 се минувавте низ места кои не се, да речеме, високо развиени, висок 5-star туризам и така натаму. Како бевте задоволни од сместувањата? Дали сепак и погоре тоа они имаат високо ниво на угостителство задржано по хотелите или не знам кај се сместуваат? Одлично сместување секаде, затоа реков беше многу добро испланирано. Значи одлично сместување. Кога зборам одлично сместување, значи кров над глава и внатре соба пристојна со купатило и со лежај. И чисто. Да, и чисто. Да, имавме посебно во сместување во Лос Анџелес и во Лас Вегас. Во Вегас беше врв. Во Вегас беше, да, најдобро. Под нас беше едно казино кое што не знам од колку хектари беше. Огромно. И беше добро, додека во попатните места имаат оние хотелчиња што ги гледаме често по филмовите на едно ниво, каде што си ги паркираш колите пред влезот на собата, влегуваш у собата и тука ти е. Така да имавме добро. Едино во како се викаше тоа местото Алберквикли. Таму Алберквикли, не знам да се изговорам. Малку тешко се изговара. У Њу Мексико тоа е кај што беше прогласен задните 2 години за град со најголем криминал у Америка. И кога стигнавме ни беше препорачано да не излагаме од собите. Ама нас, пошто така ни се кажа, ни беше интересно видиме што ќе ни се случи. Зашо да не искочиме? И излеговме и влеговме во една продавница и таму во продавницата, маркет беше, стои вооружен обезбедуваш, не е полицаец, ама е вооружен до заби.
И кога ќе влезеш мора да се легитимираш дали со лична карта или пасош за да можеш да влезеш да пазариш. Значи безбедносни мерки на високо ниво, веројатно голем криминал, вајда и кражби и убиства. Предпоставам тоа е еден од градовите во кои што стварно бевме Имавте директно некакви проблеми со закон или така со криминал, уличен нешто во на Не, додека идевте? имавме само прекршок на за пребрзо возење. Еден прекршок. Еден прекршок За и среќа. тоа еден од нашите Вања исто е член на Ноќни волци, може би го знаеш. Сега. Он бевме на едно место многу интересно како музејче, имаше работи доста интересни да се купува. Стара напуштена бензинска пумпа која што сега ја користат како сувенирница за посетители, да има тамо да купиш нешто, се напиеш и такви работи на патот. И он малку повеќе остана, ние веќе тргнавме, и он за да не стигне нагазил на моторот и веднаш полицаецот го приметил дека вози со прекорачена брзина и како го застанува веднаш листици на рацете, пошто е тоа веќе опасно кривично дело. И меѓутоа веројатно ја објаснил целата ситуација и Која рекол од Македонија? ослободени Што не кажеш, Дончо е наш. тамо вика Ја ублажи казната. другарче, да, тоа само му ја ублажи казната, а плати казна. Мораше да плати казна и си ја плати и како викаат американците полицајците, јас вика ќе ти простам, како Џон на пример или како полицаец, меѓутоа не ти простува државата, така да мора да си ја платиш казната. Тамо нема веројатно кога и нас. Затоа велам тамо системот функционира. Тоа е добро во земјите кои што се организирани, нема моменти на изненадување, кога ќе ти се каже дека нешто е така и дека така функционира, на ниеден шалтер, на ниеден влез, на ниедно место кај што ќе отидеш, ни у продавница, ни било каде, нема да ти се некои испонашали да ти кажува правила како него што му одговарат или да треба некако поинаку да постапуваш или да вртиш телефон кај пријател за да влезеш негде, бидејќи ние имавме многу, сега не можам да ги набројам, имавме разноразни ситуации, од резервација на мотори, плаќање осигурања, па после други некои ангажмани што си ги правевме тамо, што мораше ги направиме и видовме дека сето тоа совршено си функционира. И хотелите кај што треба да престојуваш. Значи, тој аспект стварно секоја чест на принципот на владење на некој ред на нештата. Ај, сега да ми одвоите добро време за храната. Ресторани, што јадевте, што пробавте, а за мене Атер, кажете ми, кога бевте кај апачите, што ви дадоа да јадете, дали пробавте нивна традиционална храна и дали тоа се јаде, што се јаде, а потоа ќе идеме со класично американска, објаснете си све од бургерите до корн сируп до сите тие работи. Гурманот ќе каже, да. Индијанците не пречекаа перфектно, значи храната беше просто неверојатно колку вкусна, а на таква пустелија спремена. Мислам, буквално имавме заодење, како да ти кажам, 40-50 можда мили, за да стигнеме од Патов до куќата, кај што, значи до куќата, не се куќи, куќата. Одење или возење? Возење, добро. До куќата кај што беа луѓе сместени. И беше се превкусно некои специјалитети нивни домашни што ја не знам и да ги објаснам, али имаше на пример печење што ни даваја, што ни даваја стекови, што ни даваја она баш стек. Бизон? Да, многу вкусно направени во некои си домашни нивни, со нивни зачини домашни, со нивни преливи, што на друго место го нема. Значи во Америка го нема тоа, тек така. Инаку храната многу се оние популарни ресторани, например за $8 влагаш и ти е по македонски уди бригу на веселие. Влагаш натре, додека можеш, седиш, ако ти падне мака, искачаш. Значи, секакво, значи имаш супи, главно јадење, десерти, 60-70 врсти на јадење. Сокови, што сакаш, колку ти носи душа од суши до стек. Се има. Се. Пиење колку сакаш, стани точи, машината сегде име, машините им се
тие Никој не ти мери Не, не, колку не, ќе не, јадеш, колку Не, ќе не, не, пиеш, ништо. ќе Колку плаќаш. сакаш, влагаш, влез, 7,99 и тоа. влез се плаќа, излез не се наплаќа, така да можеш да се е. вижи. Ние прво мислеме да не наплата да излезна толку ја да нема. и она Не, беше да не е интересно, она биг за стек. еден сат Да. или еден тањир нешто мислев. Не, нема ништо, цел ден си да го скажеш. Цел ден се. Да. А имаше многу еден Ја у бе, ја Тексас, викам Америка земја обечена, бе. имаше еден многу познат ресторан у Тексас, Big Stang, така го викаат. Добро. Тоа е ресторан преубав, значи у дрво цел стил, кај што е 72 тие унци или 2 кила стек, буквално кафе голем, колку е на тањер цел голем. Тибол. Па Тибон, ама ова од Тибон дедо му, према големината. И за тие 2 кила имаш саат време да ги изедеш. Ако ги изедеш за саат време, цело треба друштво не ти наплаќаат ништо. Има каунтер горе кај што врти и тројца видовме како што спакаш покушаа малце да работа. Ние на него се надевавме, пошто не вака со потенцијал. Али не. Не Не финишира. ми фаќаше око искрено да кажам. Не, како што ги гледав другите, Да Али беше многу за интересно. пиење пиво ќе покажеше. Ја не знам, ама ја свакам у час, значи лименки, чангаги и тоа да биде, па значи не збориме за опивање. Збориме за она пиење со мерак. Така. Па Колку ти 50 држи степена. капацитетот. 50 степена назад. Ве знам моторџи, Е, вие интересно, знаете да. да пиете, вие не Спомна си 50 степена. Значи 50 ние степена шо? до Температура? до Кој период бевте? тамо септември, октомври. октомври. Да. Септември, октомври, али пустината е пустина, така. Да, и ние буквално поминавме, имавме денови, бидејќи 3 временски зони поминуваме. Значи Америка ја поминуваш во 3 различни временски зони. Така. Така да имавме и различни времиња. Значи имавме од 6 степени, може и пониско некои денови, кога ќе тргавме, а имавме и, мислам, до 60 степени температура. Невада и Аризона беше, мислам, таква Како возевте вручина. при толку висока температура? Еве знам Напорно. кога возите. Многу напорно. Не, Напорно. добро чисто знам еве и не за Европа и често пати сме правеле емисии, нели, кожните елеци, кацигата и така натаму. Како изгледа возење низ пустина на 50 степени? Исто мора да си облечен да не изгориш. Добро е што си возевме со опрема, со кациги, пошто па после не само што имавме со жештината, последниот ден-два не историја поројни дождови, па тоа беше уште покомплицирано. Ја викам Во ајде не пустината? Не. не, веќе кога стигавме кон Чикаго. Кон Чикаго. Колку така. горе. Да, и тоа кажа каков късме се овдека, вика, не паднало дожд, не знам колку време, вика сега Кажи веднаш. ми, дали исто беа вешти вашите водичи во целава програма? Они возеа исто мотори со вас, така? Еден Еден водиш, водиш. а другиот возеше, ние возеше опремата со камион со приколица имаше. SUV. Да. Камион со приколка. Не, мал камион Мало со приколка, камионче, да. куферите кај што ни ги возеа и возеше резервна приколка. Така. Со тоа Резервна што приколка ако некој мотор да, не и некој по да се правило деси. водичот пошто го возеше моторот беше резервен мотор. Не те Боже ако откаже еден од моторите, водичот би требало да го даде моторот на еден од тие возачи, а онда се пребаци у комбито внатре. Али имавме среќа, не се деси ништо. Фала на Господ. Моторите беше- беа Немавме. окей. Одлично, Нови, нови. Све тоа одлично. беше- Сите нови, да, се беше во ред, немавме никаков проблем. Знам, ти направи една феноменална емисија овде како ги објаснуваше хиерархијата на возење, што значи да возиш, што значи да си лидер, како се вози. Многу се тоа детали, цела емисија имавме за тоа. Да. Кажи ми, дали исто така вашиот водич беше вешти? Апсолутно, Апсолутно. апсолутно презадоволни се работеше за стар моторџија, може да беше на своји 60 И години, 5-6. може да и повеќе, човек кој што доста ја искусил рутата, иако покрај толку не знам колку пати он веќе има возено таа 26 рута. ја го прашам. Да. 26 пати имаш извозено. Колку е комплицирано, имавме на 2 пати да се промаши во одреден дел. И се враќавме назад, бидејќи, кажав, ние сакавме да идеме конкретно по автентичната тура, да немаме
благосостојба на автопат. Излагавме на автопат само кога што мора. можевме. И возевме Што многу оној асфалт внимателно. напукнат па со Тоа, со катран тоа е, попомет така, пукнатини тоа е, такви така, стари така. рути. Цел Така. пут е таков ради топлина да пука асфалт. Возеше доста безбедно, за мој начин на возење малку и поспоро, меѓутоа веројатно заради безбедноста се случуваше на автопатот и оние огромни тие што им се камиони, не, да, пошто Така. да не прошишаат да возат прилично побрзо од нас. Тие беа најбржи. Така да добар беше, добро совладуваше и она што ми остави впечаток, ќе ви кажам. За разлика од тука кај нас, каква е дисциплината на возачите, не знам дали имавме ние таа среќа тоа да го видиме тамо, ама се случи неколку пати, не еднашка, затоа ќе го кажам. Во момент кога ќе се приближуваме, бидејќи возевме по споредни патишта, кога ќе се приближиме на главен пат, каде што предност имаат другите, значи знае возило да застане и да ни направи пат да не пропушти. А овдека, за разлика кај нас, што се случува е да и кога имаш предност не ти ја дава. Нема да ти ја даде. Да, тука е веројатно до обуката, до можеби така им е представено, можеби се казните превисоки, да за било што да се случи превентивно застануваат, гледат моторџија, две тркала сепак е различно, гледаат група и застануваат да дадат предност. Значи неколку пати ни се случи тоа што ми остави добар впечаток. Колку траеше возењето по оваа рута? Ние бевме 13 дена на мотор. Интензивно зборам, бидејќи имавме во некои денови правевме, например, се задржавме по 2-3 дена во... 2-3 дена у место, например, у Вегас 4 ноќи бевме. У Вегас останавме поише. Целата тура беше 20... Фа добро и ние да помогнеме америчката економија. И ми сме људи Стварно, колку пари спискавте? Мислам, не беа некои хазардери големи од нас, меѓутоа е интересно да го доживееш и ќе си одвоиш некоја сума на пари да бидеш дел од таа приказка, со надеж дека се забаваш, бидејќи во казиното се ти е бесплатно друго. Значи, јадење и пиење. Да, имаш тоа. И пушење, значи во овие што пушеат цигари, секаде кај што е тепих, кај што е касино, можеш да пушиш и тоа ми беше многу интересно. Кај што е тепих можеш да пушиш. Да, штом газиш вика на тепих, тука можеш да пушиш цигара. А замисли имаше кој бренд на кафе, кафетерија имаше во што беше во склопот на касиното, меѓутоа таа беше под плочки и сега ако одиш тамо да пиеш кафе, не знам која позната Старбакс. Во Старбакс ако влезеш тука што име внатре во касиното да пиеш кафе, тамо не смеш да палиш. И у ресторанот не смеше таа. И во ресторанот не смеш. А овдека ако си на апаратите, се ти е дозволено. Веројатно тепикот има тарифа некоја. Сега има нешто, џабе не. Да, иначе 21 ден така беше планирана целата тура, ама ние останавме некои повеќе по 27 дена, пошто еве ние на пример продолживме, нас ни заврши во Чикаго рутата официјално, после една група отидовме до Милвоки да го посетиме музеот на Харли Девисон и фабриката. И фабриката и посетувавме и така некои уште тука што ни беа попатно уште некое местенце вака да интересно дали Харли Девисон стор нешто да отидеме да видиме да си купиме нешто. Видите, ова сега не знам дали иде ова или оди она. Може. Ова оди? Не иде, али ова е... ова се некои Режија, широката, значи ова. Сега, да. Ова сакам да го кажам. Добро. Овие се кој тип на возила беа? Кадилаци и гледаш тука се десетина, мислам. Ова од Тексас. У Тексас. И некој имал 10 кадилака и на таа површина тамо не знал што да им прави, ги набил у земја и ги исфрбал со спрееви. И сега тоа си направиле они пошто еве го тоа е за и ова сега. Ова е што го кажувавме за стекот големиот од 2 кила тука. Да, еве ги од прилика собите кај што спиеме. Ние по двајца у соба? Да.
Ние спиевме во Како такви се собички. организиравте, кој хрчи, кој не хрчи, така? А имаше во тоа проблем. Имаш, еве го да биг текст. Ја тоа проблеми у бракот го имам, вака. Имаше Беше тоа 72 проблеми, имаше улици. и тоа, не знам Лауда дали у филмот ќе го ќе го прикаже тоа. Ке збориме дали сега го и има. главната работа. И Месец сакам дена- да кажам, извини, само да се довршам за Да, тие да, кадилаците. И они прават туристичка атракција од ништо. И сега луѓето сите застануваат тамо, Да се можеш да сликаат. си купиш спреј, да си шкртнеш нешто твое и тоа Да. оди спреј преку спреј. И сакам да кажам, еве, во една споредба каде што јас за Македонија знам што изобилува Еве го Еве стекот. го, Еве го стекот. 72 Чекај, пауза. Кај ми е далечинското шит булш. Еде го, еде го. Чекај, стој, пауза. Кај Еде, ми Е, овде во овој Еде. во овој Дај ресторан. зумирај го, дај да го видиме стекот. Па ова ја, брате, ова, бе, ова не сте може... Колку е рокот за јадење на ова? Саат време. Саат време. 2 кила. Па ја овдека нарачувам втор, шо ти еве тебе? Не е баш така. Батко Ѓорѓија не е баш така. Не е баш така. Како е спремен, онака? Медиум рер? Медиум, да, медиум. Медиум рер. На лава, Е. на лава. На лава. Да. Ми рекле, ми имаат речено дека колку и ние да се фалиме, најдобрата скара што ја пробале у живот тоа е во Соединетите Американски Тие се држави. видите, тие Знаат се они тоа место да специјални спремаат не како и никој. говеда да се специјална Го сорта имаш? што га нас нема. Не, Го имаш немаме ние камерман? такви говеда. Го како имаш? што има тоа. Немаш. Нема у кадар. Чекај, сега заглавивме многу. Тоа е батали. тоа е америчка традиција и тука не можеш да им бидеш конкуренција. Значи плюс тоа што го чуваат они тамо тие јунци, говеда, бикови или како и да ги Специјални викаат, сорти. тоа се сорти кои што кварат. Еве го ресторанот. Овде бевме, Ова е ресторан, ова е да? ресторан, да. Па. Да, тоа е. Па. Ова е салата за деца. Ова е да. Ова е за добар ден. За добар ден. Леле. Теготе. Људ спокојни ми кажуеше, често пати кога идев кај него додека беше жив и ќе му речам, Људ бе, дај бе стек, што е ова бе, бифтек правда, вика нема такво говедо, вика у Европа, вика тоа Так, да знае. так, Само Аргентина и Да, Америка точно, ги точно. имаат тие, вика и не можеш тоа да најдеш. Не можеш едино, вика по ДХЛ да донесам, вика од таму. Тоа е тоа. Ете, ние имавме среќа тоа да го видиме и да го пробаме, сите си нарачавме од тоа, само не пробавте, успеавме да, да. и одма тука до него имаше и тој хотелот, истиот што го покажа, значи буквално ова што го гледавте што оди. Така. Инаку на мојот компјутер што се врти во моментот, сега режија можеш да го пуштиш мојот компјутер, ова е снимки од вашето патешествие. Ова што го пуштав е Route 66 што го гледавме преска. Да. А ова е вие што го правивте кај што Ова е Ленин нешто- игра рокеро. Со твојот мотор беше? Не е овој што го гледате мотор сега што иде, тој е буквално истиот што го имам тука. И така си наистина. го нарачав да возам ист. И по боја, значи, буквално се е идентичен, меѓутоа е неисплатливо и нелогично е да Океј. да носите мотори од тука, бидејќи таму е тоа многу подобро да се изнајми од таму, поевтино и попрактично. Огромно е заради транспортот да се И пренесе заради преку тоа, Атлантик. пошто при транспорт треба да го моторот да го расклопуваш до некоја. А ова е во до музеот некоја на мера. Харли, така? Ова е во Тоа ми музеот. луѓето. Да, И тамо. сега кажете ми, дали овие снимки што ги гледам се дел од филмот, бидејќи за тие месец дена што бевте таму, вие снимивте и филм, и како што стои најавено, еве да бидам прецизен, продуцент е Ленин Јовановски, режија е на Владимир Заковски Лауда, музиката е на браќата Тавитјан, наратор во филмот е Кристина Зорба, Кристина Тина, прекрасната Тина. Да. Учесници македонското мото туринг тим Рута 66, водител на настанот Тања Алексич и на коктелот ќе свири Бейкер Гараж Бенд. Ова е најава за сето тоа. Но, првим за филмот. Ајде, Лауда кажете е- ми за филмот. Идејата Дали беше ова уште филм или тука? документарец или што? Па, Да. многу интересно е. Идејата уште пред да тргнеме за Америка беше од тука, јас буквално значи со таа идеја и да се рашетам и да го снимам филмот тргнав. Цела екипа возеа мотори и јас имав рентано Камаро кабриолет. Шевролет Камаро кабриолет ауто.
Не, само го визуализирам ја. Да, камарата. бе го имаше. Добро. И за да можам да снимам од него. Сега целиот филм има многу специфичен, затоа што за снимање на секој филм обично прво се наоѓа тема, па се прави сценарио, па режија и на крај додека биде филмот има процедура пред да почне да се снима. А овој нашиот филм беше обратен. Снимавме се што видеа Батко Ѓорѓија снима, после тоа од еден куп сено вадиш игла по игла и склапаш филм. Колку Значи куп правиш материјал пузли. имаше? Колку сати? Мислам еднаш ми спомнам. Па имаше околу 400 гига материјал снимено, од кои значи многу имаше. Во часови тоа е? Па не знам, премногу. Часови не знам, стварно многу. Дури еве гига сат да биде. Ма поише. Не. Така може да. е. Така може. Така. 400 сати. Многу имаше материјал. И сега тој материјал треба да се подржи Во една приказна. во една приказна, ама треба кој Лего коцки. Кој беше прв, кој втор, кој беше од Вегас, кој беше пошо и многу време ни одзеде. Вие го правевте тоа сценарио? Да, јас го правев комплетно. Значи Што сте по струка, се извинувам? угостител. Добро, сте се занимавале со филм, со продукција, монтажа? Не. Фотографија ми е хоби, меѓу другото, фотографија ми е хоби, Така. покрај фотографијата и снимање, така да целиот филм е аматерски, значи аматерски снимен, со Canon апарат, два канони, значи два врста на канони, со GoPro камера и има некаде употребено и мобилен телефон. Така? Говорете слободно, говорете. Му давам на режијата да го даде мојот компјутер да илустрираме од сцените. Па малце, значи што се тие малце Што беше идејата да, значи, кога велите филм е тоа амбициозно, знаеш, документарен или не документарен? документарен Што е филм. во суштина приказната? Суштината е македонците за прв пат на Route 66. Значи да се покаже како група македонци ја доживуваат Рута 66. И тука буквално е се од прва, од како се вика од прв момент се што се дешавало до вожња измеѓу па хотелите, па некои настани смешни, па забави кај што имаше. Буквално кој ќе го гледа човек филмот добива така една визија како да бил со нас. Многу има кадри, многу има материјал, значи пак ќе кажам дека преку 3000 кадри има филмот. Што е многу. Кој го монтираше, кој го... Еден пријател мој од телевизија го монтираше. Така. Да, така, само значи, монтажата беше. монтажата од телевизија, е професионално. Да, професионално направена, музиката ја правеа Тавитеан Брадерс авторски. Значи целата музика Само е за овој филм. Само за овој направена. филм. Голема благодарност до нив што многу изгубија време и многу труд вложија. Нема ништо да илустрираме освен неколку сцени, бидејќи имаме, да искажете се. Да, имаме у четврток имаме премиера Е така. во сега тоа да го МКЦ. покажам ја, режија, окей. Вие говорите. Во МКЦ во кино Фросина. Филмот трае саат и 42 минути. Тој е документарен филм, али пошто има многу материјал, уопште не е досаден. Многу е така па може да се каже дека е многу интересен и е брз филмот. Динамично. Динамичен е, да, динамичен е филмот, пошто Еве кадрите се скоро плакатата кратки, за да. филмот, ја имате на компјутерот, да. Добра е плаката, ми се свиѓа. Да, ја се правев. Многу проамеричка, Ја, што ми се свиѓа. На Америка се однесува, да. Апсолутно. На Америка се однесува и мора да е амерички. Ние прикажуваме тука нашето доживување во Америка. Е филмувано комплетно аматерски филм, сем музиката што е од професионалци. Нема филм кој што нема, она како ви вика, почеток, заплет и крај. Тоа се меша, крајот со почетокот, заплетот со Нема да биде ова медена со земја. расплетот, да. Ова ќе биде, Значи далеку ова од ќе биде да. бифтек земја. Ова е се што се дешавало да се види. Нема овде пола за мене, пола за... Ова све за мене, цел бифтек. Овдека е, значи, може да се види како една група и едни, да кажеме, се ентузијасти кои што
сакале да направат нешто, еден подвиг, јас ќе го кажам сепак, пошто сепак Секако е е подвиг. Да. Секако е голем подвиг. Да се направи на филм. Идејата дојде од Лауда, уште кога разговаравме и кога му кажав дека ќе одиме ваму и таму, и он ја даде идејата, ќе дојдам јас, вика, ќе уснимам, има он до душа од таа техника која што и комплетно не ја не искористи заради условите што не може да се искористат, носеше и посебни камери и други што ги има како приватно Големи лице. објективи, ама проблем е Значи тоа кажувам, овој филм е физички проблем. Овој филм не е ниско буџетен, овој е филм без буџет. Значи нема буџет пари. нема. Ово е најбуџетен филм. Овој буџетот, сега ќе го кажам. Буџетот е таа позитивна енергија што сакаме да пренесеме на луѓето. Се ова што сме го правеле внатре во филмот е помагање од нас самите, наши пријатели и значи не станува збор за нешто што може не знам да покаже некој висок квалитет, некое богатство, значи богатството е во нашите во нашето доживување тамо и во она што сакаме да им го пренесеме на луѓето да го видат, бидејќи навистина прв пат еден македонски тим организирано ја освои и ја совлада рутата 66, која што кажав представува предизвик и за секој што ќе ја помине може да се карактеризира како подвиг, и затоа на овој настан, после овој настан од Мотоциклистичката федерација на Македонија ќе ни бидат доделени признанија, а од организаторот од International Route 66, компанијата која што се тоа ни го организираше, ќе добиеме посебни сертификати за учество и плакети. Така да мислам дека настанов ќе биде интересен за прв пат. За жал сега толку ни се можностите, го правиме во една киносала која што е со помал број на места и веќе картите се скоро сите поделени на нашите пред се блиски пријатели што помага во ова и некои што тие сакаат да го поканат. Влезниците не се наплаќаат, значи се бесплатни, исто и ова на наши мускули го тераме. После тоа ќе свири еден байкер гараж бенд, тоа се три момци со по 60 години кои што се автентично свират америчка музика и ќе биде многу интересно. После тоа ќе имаме тука коктелче, малку со сите гости ќе се дружиме и во зависност од тоа како ќе биде во четврток во МКЦ во 18:00. Да. Што ќе биде со овој филм понатаму? Тоа сакав да кажам, значи ние сега го направивме, ќе го прикажеме. Ќе ги видиме реакциите на критичарите, на новинарите, вас, на сите посетители, како тоа ќе иде. Кога ќе го видат и кога ќе го слушнат тоа другите, ќе видиме дали ќе постои интерес да тој го ставиме на фестивали, на киноплатно, да оди, например, повторно во Фросина да се иметува во некои денови, ако тие сметаат дека... Или на некоја телевизија, ако или на некоја телевизија да се прикаже како документарец и така, да. Значи, прв се пријавувам... Ти беше веќе пријавен уште пред да отидете, така? Ви реков. Да. Што ми имате материјал, мене ќе ми биде огромна чест да го пуштам. Бидејќи вакви работи се ретки, воопшто вакви патешествија убаво да ги... Има македонци, се запатиле, кои со мотори, кои со ова, кои со она, па ќе снимат некој клипче. Ма ваков готов продукт, вие сте многу амбициозно ова сте го направили. Тоа сакаме да го наставиме, значи ова амбициозност со тоа што овој сега без буџет филм, тоа е. Добро. А наредно би сакале, ако успееме за наредни подвизи, значи за наредни тури, да обезбедиме некаков буџет за да биде тоа на поквалитетно ниво, па да направиме уште наставак на еден, уште 2-3 филма, каде што не може секој репортер или новинар да биде у таа игра, треба да вози мотор или дали ме разбирате, така што и чини пари. Што после Route 66? Има други. Добро, ајде да го повторам прашањето. Да. Што после Route 66? Има други тури да се возат, што значи ова е совладување карактеристично заради тоа што го спомнав. Зашто е светски позната рута која што се освојува не само на мотори, значи таму се возат и со коли, и да туристички, и со автобуси,
Значи, затоа ја кажав за моторџиите Аджилак, заради тоа што и таа е многу често представена и поврзана со моторџиството. Меѓутоа Се има... сретнавте со Hells Angels или некои слични таму? Не. Разбра дека сме дојдени избега. Не се сомневам. Веројатно знаеле дека доаѓаат Македонци, обично во моторџискиот свет ретко кој знае, меѓутоа имаме македонци во оние, да кажам, повеќе пострашните клубови, кои што ги спомна, страшни во смисол дека се обвинети, дека се занимаваат со рекет, со недозволена трговија, многу високо во хиерархијата има македонци. Wow. И не знам дали се сеќавате еден македонец кој што припаѓаше на една таква група, не намерно нема да го спомнам нивното име, беше застрелан пред влезот кај што живее и го имаат организирано најскапиот погреб во светот. Значи, викаат, не било ни споридливо на Майкл Джексон, пошто него го сметат. Тоа со златни ковчези, со не знам што. Така да јас од оние информации што ги имам, македонци доста високо котираат како такви во тие структури. И затоа Crazy Macedonians викаат, кога ги викаат Crazy Macedonians. Кога ги викаат мислат дека сте дел од нив? Не дека се дел, него дека македонците се така, пошто они имаат впечаток од тие луѓе што се тамо во нивните групаци, во нивните генгови. Добро. А ваму кога идевте на рутата генерално апачите викате ние сме македонци, вика убаво племе, не знам. Famous, имаат некои предзнаења. Имаше Вања една случка и таа е филмувана, не знам дали е ставена во филмот, веројатно е. Кај што не прашуваат луѓе, а тоа е снимано, од каде се, кажува од Македонија. Од Македонија супер, и Вања изненада вика, а знаете ли вие, од кај знаете вика за Македонија? Па знаеме, ја читавме во Библијата, вика, од тама знаеме за Македонија. Да, тоа беше одговорот и буквално, мислам, постари американци беа, не знам, така. Си изненадивте кај индијанците кои ги видовте оние шари на чергите исто што ги имаме и ние? Па да, и нешто купи имаат. Кај индијанците има доста за доста работи за изненадување, значи луѓето Што после рута 66? Има ли некоја друга рута? Еве, на пример, не знам, дали би можело да се вози, дозволи ми, дали би можело да се вози Транссибирска, Москва, Владивосток? Тоа е нешто што мислам дека никој не му успеало. Не, тоа не. Дури мислам дека е опасно. Не знам Патот дали може. на свилата, на пример, и тоа е исто опасно. Тие се, знаеш што, јас иако сум, така да кажам, авантуристички дух, сепак мислам дека оние области кои што не се безбедни од аспект на многу криминални групи кои што можат да те нападнат и да те ликвидираат и да не одговара никој, или тамо кај што владеат разноразни болести, сум да се избегнуваат. Така. Јас сум повеќе за да има некаде каде што Урбано. Каде што е не мора да е скроз урбано, меѓутоа да се во држави кои што организирано што и да се случи може да интервенират. Еве мене дури за Австралија, јас еве таа рута, иако ја имам возено Австралија во делот на Перт, во западна Австралија, имам делови возено тамо, мене ми беше предизвик и разговарам веќе за Перт Сиднеј да возам. Тоа ја имаат извозено, пак ќе кажам, наши македонци, кои што се во Австралија, они направија една... Тоа е 90% пустина, треба да возиш. И голем дел е добро, мислам, иде и низ пустина, меѓутоа пат постои, значи не е. Не, да, го знам тој пат и го имам гледано на тие документарци, но дали има таква шареноликост на ресторан, не знам музеј, не знам нешто историско, тоа е да се види. Тоа е тоа што не е исто како Route 66, тамо и меѓутоа има што се вика на 100 километри има нешто. Нашиве антички македонци, мислам дека им се вика клубот од Перт, кои што веќе имаат извозено
таа рута и ми ја кажуваат како интересна, иако кој ги кажав сестра ми, пошто таа живее тамо, дека ќе ја возам, она се вознемири. Леле, како ќе возиш, па тоа не е... Ако сме Австралија, ама тој дел не е безбеден, може да се што да ти се случи. Има тамо го има тој проблемот и со животниве, најчесто со кенгурите кои што прават несреќи, меѓутоа имаат решение, па се ставаат некои уреди напред кои што создаваат звук од самиот ветер. Не се напојуваат со ништо, самиот ветер па ги као прават, ги бркаат животните од патот. Значи, останува што? Европа, Јужна и Америка? Европа имам и јас, зборам од она мене што ми е интересно, и она најсеверната точка во Европа, Нордкап, која што... Перо камиказа ја возеш. Да, кој што наши некои веќе ја поминали, е многу интересна. За но мене немаме таа документари. ми стои. Перо многу живо ја опиша овде и со фотографии. Навистина и за него беше подвиг и навистина му честитав заради тоа. Така е. Но не се сними вака материјал, вака добро не ја спакувавте таа една приказна за што се вика за веки веков. Па тоа е идејата на Лауда, сега ако се прават и кога сидат кога ќе се оди на такви тури, тоа да се документира за да остане некој трак кој што еве сега на пример кој да сака утре да отиде ќе може да види. Многу возбудлива рута може да биде до Норвешка, најсеверната точка. Да. Ја ги гледав и затоа што има што да се види, има многу возење. Да. Ова не те прашав. Колку е напорно? Дали е помалку или повеќе напорно на вообичаените овие рути? Сепак не сте младичи од 20 години, сепак сте возеле 15 дена на мотор. Харли е врв од мотори, ама јас ќе ви кажам дека ова беше една од порелаксираните тури. Зошто? Заради тоа што немавме никакви проблеми на патот, немавме никакви дефекти, немаше дупки на патот, немаше полиција која не застанува само колку за да не казни, ние не видовме полицијата воопшто, ама ја видовме само тогаш кога направи еден прекршок. Кога прекршок се направи, се направи. Ја не знам како, никаде не ја се. Значи, не поминувавме по повеќе од 400 километри дневно. 400 километри на ден. Да, тоа е негде од Скопје Белград од прилика. Тоа е, да речеме, околу 100 километри easy rider бевте вие. 100 километри на час, 120 километри на час возите. Мање више, некаде не можете да возите побрзо, значи имаме дури некаде возевме на земјини патишта, па свраќаме, излегуваме од патот да посетиме нешто да видиме. Така да од прилика кажувам дека беше имаше доволно денови, имаше добра синхронизација, за разлика од она што сум го возел до Москва, она што сум го возел до Калининград, особено на почетоците, да кажам, пред, не знам, 13 години, пошто тоа ни беше стандардни вожни што ги имавме натаму, или до Севастопол како што возевме, па моравме, нели, Украина, Молдавија, тамо по тие некои предели каде што ни испаѓале делови од моторот, кај што имало дупки, кај што чуњовите што ги ставаат само врвот го гледаш. Каде што патот ти е напрскан само со некоја црна течност како катран разреден и тоа ти се лепи, возиш, они така го совладуваат, а да не зборам за украинските полицајци, особено вие во западниот дел, каде што не може, и Карпатите ги возиме, ти вика, он стои негде долу, ти си поминал 2-3 километри, се симнуваш од планини и он ти вика, те видови а тебе горе, ти претрака, тамо е вика полна линија. И ке те малтретира, се додека не му дадеш пари. Па не знам... и твоите колеги ми имаат кажано дека едно од најлошите искуства е Западна Украина. Па царините, да не ви кажам какви се тоа процедури за африканци, па ти даваат формулари, не знаеш ни што да пополниш, па ќе треба да прашуваш, да ангажираш, па контроли. Значи, тие се тешки, значи, јас кажувам искуствено, тој дел, источниот дел е бил тежок тогаш, па и одевме за Калининград, за луѓево наши што нема визи, моравме за Калининград горе на северот, на Балтик, моравме да одиме преку Бугарија, не знам, Романија, горе да заобиколуваме.
каде што патиштата беа катастрофа. Сега на секој одење имаше резултат со нивниот влез во Европска унија, дека малку правеа по нешто, па дури и Маđarска ќе ви кажем, и вамо кога сме иделе Маđarска, Полска, Унгарија, се извинувам, Полска беа катастрофа со патиштата. Значи, тешко, напорно за возење и заради тоа што сме ограничени со време, сме брзале, значи се возело побрзо, се возело понапорно, имало кога кај што е подобро гледаме да извозиме 1000 километри преку ден, а имало денови кај што цел ден ќе возиш, а не можеш 300 километри да поминеш. А цел ден возиш. Дали би било интересна тура, например, не знам, турата на Тур де Франс, например, низ тие стари улички, низ не главните патишта, каде што обично се возат трката низ Франција или низ... овие бициклистите. Да, велосипедистите низ Шпанија или Джиро ди Италија, например. Тоа се интересни, бидејќи кога ги гледам на документарци, тоа се многу интересни места се патува. И сега си замислувам со мотор, тоа би било прекрасно исто. Дали... Сигурно има. Доста имаме и доста делови извозено и, да кажем, Италија, и Франција, Шпанија, Португалија, имаме возено и тамо. Само кажувам, тој дел, значи овој Западна Европа е удобна, фина за возење и немаш многу моменти на изненадување. Има полесно е за возење и повеќе километри може да се направат. Ние тогаш направивме дупло повеќе од Route 66, кога одевме од Скопје до Порто и назад. Значи тоа беа некои 15 на дена, мислам, целата тура и таа не беше, да кажам, нешто посебно напорна, меѓутоа се поминува и по 1000 километри на ден, за разлика од Route 66. Дали се среди она конфузија која имаш со Германија? Да, па мислам дека бев кај тебе во емисија. Беше кај мене во емисија, беше приведен, ти беше забрането и беше прогласен за персона нон грата. Како заврши таа цела... Имаше мој застапник адвокат, кој што ми беше помош од Москва, пратен веднаш, германец. Можем пак да се пожелам, за разлика од нашите кои што воопшто не исконтактира со мене, иако амбасадата беше известена. И тој адвокат многу брзо ја среди таа работа и имаше судски процес на кој што тие изгубија. И мислам дека негде ми кажа дека околу 5000 евра е пресметана некоја оштета, која што не ја земав никогаш, ги оставив на адвокатот за неговиот ангажман и благодарност. Се извинувам, колку беше сумата? 5000 евра. 5000 евра. Не беше многу, пошто јас и кога зборе, вика, немој да мислиш дека, вика, спорот ќе го добиеме сигурно, немој да мислиш дека ќе биде, не е ова Америка, па не знам да ги тужи, зашто стварно бев неправедно притворен, без никаков основ. На здравје нека му се на адвокатот ќе се најде за друг пат. Да, тоа не, значи не ме. Но дали е симната Да, симната беше брзопотезно. Значи беше симната сега да отидеш нема да имаш проблем. Па и сум бил и повеќе пати, и претходно сум идел, плюс тоа еве овдека ние како ноќни волци, јас поготово имав пријатели моторџи во германската амбасада, сме биле добри гости во германска амбасада, кога прават инвенти, кога одиме на утакмици сме гледале заедно тамо, пошто организира стално. Се работеше за нешто сосема друго, значи дигнавме многу голема галама, не пратеа многу новинари, буквално да се почувствуваш како ова што го гледаме кога трчаат со камери и со микрофони да земаат изјави, се крена многу голема галама и тие имаа задача тоа да не се случи до Берлин, да го спречат присуството, бидејќи мислеа дека не знам, така оцениле, бар така напишаа, дека представувам сериозна опасност за безбедноста и мирот на Германија. Тоа беше образложението што немаше врска, мислам. Да се вратиме на Route 66. Кога ја би отишол, не вашите месец дена, значи кога некој би посакал, дали би требало, дали со автомобил или што ја знам, дали треба да се организира исклучиво преку тоа и колку чини едно такво патешествие?
преку агенцијата? Колку треба да платиш? Еве, на страна авионскиот билет, престојат таму екстра тие 15 дена, тоа е ваша работа. Колку сте спискале у тие баровите со шипки? Не. Да. Но колку чини едно такво патешествие преку Ние добивме цена од 5000 евра, ако добро се сеќавам, во која што не беше, мислам, ова кола Имаше разлика, колата беше поевтина него моторот. Значи Ради осигурање. во тие 5000 евра, кратко ќе кажам сега има, значи имате водич. Значи, кога би отишол, можам, тоа треба да бидам група или соло го правам? Например, подобро е да бидеме група, 5-6 души, изнајмуваме, рентаме кола, така, Да. и имаме водич. Да. Моите истражувања, значи пред да одам на турата, кај што ги гледав сите опции, покажаа дека вака е најдобро и мислам дека, пак ќе кажам моje мислење, ќе си каже он, другите што беа ќе кажат, моje мислење е дека поминавме многу добро заради тоа што добивме екстра сума како македонски тим кој што прв пат се појавува во Па како Рута промо 66. добивте. И ни дадоа цена од 5000 евра во која што беше вклучено изнајмување на мотори за сите денови, спиење за сите денови, храна, доручек секаде и понекаде ручек, понекаде вечера, зависи од тоа каде како Али два оброка дневно имаше. како се наоѓавме, имаме водич, пратече возило и резервен мотор. И гориво. И гориво ставање од нив, значи зборам рентање на мотори Јас со само гориво. можам да заклучам дека за вакво искуство, што викаат once in a lifetime, ова и тоа како вреди. Да, ја мислам дека тоа беше добра понуда и благодарам. Сега се случуваат некои работи, таму имавме, например, нејасноти околу осигурањето, ни побараа тамо некои екстра пари да не мора платиме за детали да идеме осигурување, у тоа. тамо нешто, мислам... Да останеме нешто само што на ни убавиот останало, печаток. Значи, генерално кажувам дека се помина во најдобар ред и финансиски, тоа сега над тие пари што кажуваш, кој колку сакал, како сакал, си правиш што сме На си страна. правиле шопинзи или Так. сме си дале право да се испонашаме некако како што ние сме си мислеле да си потрошиме. Ќе отидеш уште еднаш пак? Сега планираме нешто ново да направиме, нека нова тура да видиме дали Ова со Норвешка предпоставам. па ќе видиме дали може да биде и Америка пак, западна обала, источна обала. Еден од екипата со наш што беше моментално е на Дајтона. Сега е на Дајтона. Да, вие договаравме да отидеме таму. па вие да отидете кај Џорџ, ама нема хотели. Се јавив јас со Џорџ, Газата му е. контактирав, поразговаравме околу тоа што може, како може да помогне, меѓутоа се случи јас да не можам да отидам и така да тој дел во таа комуникација и она што договаравме пропаднали, ќе се видиме во некоја сигурно наредна прилика, сигурно ќе се видиме таму, ќе пиеме кафе со Џорџ, бидејќи изрази желба дека сака да не види таму. Секако. Да. Значи уште еднаш да повторам. Вечерва гости во емисијата Беа Ленин Јовановски, Владимир Заковски Лауда. Го промовираме филмот компјутерот мој, да. Го промовираме филмот Macedonians on Route 66, кој на 12.3.2020 во 18 часот во МКЦ во кино Фросина ќе биде прикажан, проекција на филм, доделување на благодарници, коктел и музика во живо. Едноставно во ова време на разни корони идеално место за дружење. Јас, колку што читам сега по порталите, не знам и како што кажуваат... Срамота е некои лица. бајкер да збори за кивање и настинки. Не. Со алкохол ќе го избиеме тоа. Меѓутоа, не знам колку е тоа точно, не знам, не можам да го потврдам. Сега се што се пишува, меѓутоа можеби да има вистина. Велат дека ако имаш секс со моторџија, нема да имаш коронавирус. Тоа било како некој имунитет. Добро, а колку држи имунитетот? Месец дена. Па, после месец дена нов третман. Добро, ги Не повикува. мора да исти од моторџи. Добро, да. Бидејќи јас сум почесен член на моторџиското друштво, Да. ги покануваме сите дами за нивно добро
да се дружиме на проекцијата и да поработиме на имунитетот, колективно. Па сега, за Македонија ќе се жртвуваме. Шега на страна, многу ви благодарам, едва и чекам да го видам ова, да го видам, а понатаму за идните планови стојам тука на располагање и се надевам дека ќе го прикажам филмот и кај мене во емисија. Јанко, фала на тебе, прво секојаш си бил окей, со нас тука си дел од нас, ние така те рачунаме, сите знаеш. Фала на телевизија Сонце што ни овозможиете малку да кажеме уште еднаш, да подсетиме и да ја промовираме оваа дешавка сега што е. Се надеваме ќе имаме уште теми за разговор на овој начин. Благодарам многу што не повикавте да бидеме гости. Нема проблем. Задоволство ни беше. И мене исто. Мислам дека гледачите доловија нешто како сме поминали, што сме поминали, али кои ќе го гледаат филмот, ќе правиме после малку. Ќе биде достапен у секој случај на овој или на оној начин и до пошироката јавност. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Ќе ве оставам со ова позитивно и добро расположение од моите гости и Route 66, а во четврток на вечер се надевам дека ќе имаме, или во петок, ќе имаме уште поинтересни сцени, прикази и раскази во ова. Лека ноќ и пријатно.